Добро вечер, во Вашингтон го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Буаджиевски. Светските берзи за време на утринското тргување беа затечени од веста за поголема европска помош за проблематичните банки. Во неделата францускиот претседател Никола Саркози објави дека 16 европски влади се договориле за план со кој банките меѓусебно ќе си помагаат со префрвање на пари. Хонконшкиот Хенг Сенг се крена за 10%, додека главната европска бирза порасна за повеќе од 5% во раната размена. Британската влада вели дека ќе одобри 63 милиарди долари за 3 големи банки. Ако банките целосно искористат таа инфузија на капитал, владата може да стане најголем собственик на акции во секоја од нив. Американските федерални резерви, Европската централна банка, Банката на Англија и Швајцарската централна банка исто така кажаа дека ќе понудат на комерцијалните банки неограничени заеми по фиксна каматна стапка. Вчера францускиот претседател Никола Саркози објави дека 16 европски влади се согласиле на план за банките да можат да си позаемуваат пари меѓусебно. Господинот Саркози по Парискиот самит кажа дека ниедна држава сама нема да може конструктивно да се справи со оваа глобална економска криза. Исто така во неделата, представници на Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд на средба во Вашингтон се согласија да ги заштитат сиромашните и ранливи држави за време на финансиската криза. Глобалната економска криза започна со пад на американскиот пазар за недвижнини и неможноста на некои американци да ги отплаќаат стамбените кредити. Неколку финансиски компании од висок профил кои инвестирале во овие заеми пропаднаа и многу банки сега се помалку расположени да даваат заеми на потрошувачи, бизнеси и на други банки. Кризата минатата недела предизвика нагло паѓање на светските индекси на акции. Американскиот економист Пол Кругман е добитник на Нобеловата награда за економија за 2008. Кралската шведска академија денеска оддаде признание на Кругмановата формулација на нова теорија за објаснување на прашањата што ја движат светската урбанизација. Академијата посочува дека анализите на Кругман за трговските текови и лоцирањето на економските активности ги обединуваат истражувањата во меѓународната трговија и економската географија. Кругман е професор на Универзитетот Принстон во Нью Джерси и пишува редовна колумна во Нью Йорк Таймс. На 10 декември ќе му биде врачена наградата во висина од 1,4 милиони долари. Најновото истражување на јавното мислење покажува дека американскиот демократски кандидат за претседател Барак Обама води со 10% врз републиканскиот соперник Џон Маккейн на 3 недели од одржувањето на гласањето. И анкетите од Reuters, C-SPAN и Zogby се движат на иста линија со останатите истражувања на јавното мислење кои покажуваат водство на Обама. Маккейн се сретна со членови од неговата кампања во Вирџинија и најави повторно враќање и вети дека ќе го збрише Обама во нивното последно ТВ соочување во среда. Обама во градот Холанд, Охајо, разговараше со жителите за економијата. Во продолжение на News Flash, лошата економска состојба може да влијае врз здравјето на луѓето, а не само врз имотната состојба. Во следниот прилог, како американците се засегнати во тој поглед. Во Соединетите американски држави луѓето остануваат без работа, цената на нивните домови паѓа и еродира заштедата за стари денови. Американската асоциација за психологија вели дека половина од анкетираните лица рекле дека се под стрес од грижите како ќе ги задоволат потребите на своето семејство. 8 од 10 лица велат дека економијата е значајна причина за стрес. А стресот може да резултира во раздразливост, неспиење, депресија и понекогаш самоубиство. Неодамна, човек од Калифорнија, кој го загубил работното место и инвестициите, ја убил сопругата, нивните тројца синови, мајката на сопругата и потоа се убил и самиот. Заменик полицискиот командир Майкл Мур вели дека во писмото што лицето го оставило зад себе, како причина се наведени тешките времења. Психијатрот Ендрю Лектер вели дека слабата економија може да доведе до депресија, а во екстремни случаи и до самоубиства. Основите на стабилноста на нивните животи, тоа на што тие се подпираат, се потресани од темели. Според истражувањето, жените го носат поголемиот товар од финансискиот стрес. Страшно е. Ова е многу страшно. Како жена во години загрижена сум што ќе стане со парите што сум ги штедела цел живот.
Жените, вели истражувањето, се загрижени за стабилноста на работното место, за трошоците за одржување на домакинството, за здравствената заштита за себе и за семејството и за тоа дали ќе има доволно пари. Доктор Лихтер советува, времето на стрес е добар момент да се посегне по црквата, семејството и пријателите. Ако ги привлечете семејството и пријателите поблиску, наместо да ги туркате од себе, работите може да се превртат и днината може да биде посветла. Други сигурни амортизери на стресот се вежбање и медитација. Тоа беа вестите за овој понеделник 13 октомври 2008. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски. Пријатна вечер. Се гледаме утре.